Загриженоста на дебармалци е сосема оправдана околу она што се нарекува детален план и што предвидат таквите градби. Сакам на самиот почеток јасно да кажам дека таа загриженост е оправдана затоа што спорните објекти кои што се предвидени од страна на претходното криминално раководство на општинен центар, како и од актуелната влада, се апсолутно во спротивност со она што ние се залагаме, а тоа е да има што е можно повеќе зелени површини во општинен центар и се разбира, да потенцирам јасно и гласно, нула толеранција за градежната мафија. Затоа сакам денеска да соопштам 5 точки за кои што се надам дека ќе бидат многу јасно разбрани од јавноста. Број 1. Плацевите на јавното предпријатие за стопанисување со стамбени деловен простор или се уште во јавноста познат како ПУИК пред само месец и половина потенцира, значи во екот на летната сезона, или точно на 21 јули оваа година, со одлука на владата се утврдени како, внимавајте, градби од посебен интерес, без да се наведе што точно спаѓа во градба за посебен интерес. Ова е одлуката, подпишена од министерот Зоран Ставлевски, ќе биде поделена на сите, каде што плацевите на стамбеното предпријатие се прогласуваат за градби од посебен интерес. Сакам јавно да поставам прашање. Како може намена за зграда за домување да биде прогласена од страна на владата како објект од посебен интерес? Или по-прецизно, да се даде одговор на следното прашање. Чии бизнис криминални интереси штити владата на Република Македонија? Повеќе пати Законот за просторно и урбанистичко планирање е сменет во парламентот на Република Македонија токму затоа што има промена на власта во општина Центар. Затоа ова одлука која што ви е доставена, ќе видите што всушност содржи. За жал, не само што не се почитува начелото за децентрализација во Република Македонија, туку поради поразот во општина Центар, имаме процес на централизација. Со ова се одземени ингеренциите на општина Центар. Значи, само владата може да одлучи за тој дел, единствено што соопштува на општината што таму ќе се случува. Сакам да најавам уште денеска дека во среда ќе одржам пресконференција во градскиот парк за јавноста да ја запознам со новиот кинески зид кој што ќе се гради во градскиот парк. Општина Центар ова е втората одлука, до Уставниот суд на Република Македонија ќе поведе иницијатива за оценување на законитоста на овој спорен, веќе криминален закон за просторно и урбанистичко планирање. Број 2. Ниту казните кои што постојано јас и моето семејство ги плаќаме нема да ме натерат да се повлечам од битката против градежната мафија. Број 3. Слушнав поплаки од граѓаните дека двата месеци кои што беа дадени, многу повеќе од со закон предвидените 10 дена за јавна расправа или јавен увид, биле недоволни и дека граѓаните не биле доволно информирани. Затоа сакам денеска да соопштам дека донесов одлука за нови 10 работни дена за објаснување нови детален урбанистички план, што значи дека дебармалци ќе имаат нови 10 работни дена или како од почеток да почува се извинувам постапката, со тоа што може да имат увид во јавната анкета која што е во тек за Дебармало. Иначе, што се однесува до заинтересираноста, сакам да кажам дека во 2011 година, бидејќи еден од спорните локации е локација каде што сега се наоѓаме, тоа е општината Центар, имало 0 анкетни ливчиња. Во 2012 40 анкетни ливчиња, за да сега, откако поминало овие 20 дена кои што ги дадовме за деталниот план Дебармало, има 301 пополнет анкетен лист. Што значи дека не е точно дека немало заинтересираност, што значи дека не е точно дека не били информирани и овие 301 анкетен лист се убедлив рекорд во историјата на општинен Центар за сите анкетни листови што досега биле поднесени. Но, како и да е, реков, продолжуваме со 10 нови работни дена и целиот тим на урбанизмот кој што е позади мене стои на располагање секој ден 24 часа за да одговори на барањата. Многу битно, бидејќи овде да држиме пресконференција. Уште еднаш јасно и гласно да повторам дека нема намера да градам никаква административна зграда тука. Никакви 55 метарски згради, особено што немам намера да го пипнам зеленилото. Целото зеленило што го гледате ќе остане понатаму. Број 5. Многу битно. Општина Центар досега и раководството на општината работеше транспарентно и во интерес на граѓаните.
Секојаш сакаме соработка со невладиниот сектор, затоа во овие наредни 10 денови, но и за сите наредни детални урбанистички планови, го повикувам тој сектор, ги повикувам граѓаните да работиме заедно. Денес имав разговор со луѓето од плоштад Слобода, веќе се договоривме заедно да го гледаме овој ДУП, заедно да организираме јавна расправа и сите идни детални урбанистички планови. Значи, што повеќе граѓани вклучени, што повеќе невладини организации, толку ќе дојдеме до ДУП кој што ќе биде до детални планови кои што ќе бидат во интерес на граѓаните. Благодарам, јас на оваа тема имам толку, ако имате прашања, повелете. Па, јас сум убеден дека во среда ќе биде интересна пресконференцијата. Во среда допрва ќе дознаеме кој е намерата на вака променетиот закон за просторно и урбанистичко планирање, па нека граѓаните проценат кој и што спрема во градскиците. Реакцијата на граѓаните беше дека ве бирале токму затоа што не сакаат да имаат власт како претходната, а оправдувањето беше дека од претходната власт е овој ДУП. Значи како ќе се изведе нели неспроведувањето на ДУП-от и неизградбата на администрацијата? Реакцијата точна и е оправдана. И јас сум апсолутно свесен дека еден, ако не и главниот мотив на тоа што граѓаните 3 пати излегува, зашто сум вечно благодарен, е помеѓу другото и да се бориме против ваквата градежна узурпација на општинен центар, особено дебармалци кои што се 2 децении силувани од градежната мафија. Борбата ќе ја правиме по сите основи. Очигледно владата ги одзема ингеренциите, не знам дали ме разбравте, они буквално прават оази во општинен центар и они донесуваат детални планови, што значи ние да не го донесеме до деталниот урбанистички план Дебармало со цел да остане иста состојбата, они имаат право сами да ја одредат спратноста на објектите кои што се градат кај популарно кажаниот ПУИК, што е многу чудно. Се оди со оправдување на објекти од посебен интерес. Тоа може да биде болница, може да биде универзитет, школа, градника, но не може да биде домување. Значи, кога се прави објект за домување, јасно е дека градежната мафија удила на маса и рекла вие ќе правите тоа и тоа. Но без разлика колку се или не се одземени ингеренциите на општинен центар, до крај максимално ќе се бориме против тоа. Во таа битка главен сојузник ќе бидат граѓаните и невладиниот сектор.